Здраво, добре ден на новата епизода на мојот подкаст. Денес малку ќе зборувам за справување со саменост, меѓутоа во дигиталниот свет. Замислете си една сцена. Петок навечер, седите дома, телефонот ви е препон со известувања, а вие внатре чувствувате празнина. Скролате, гледате насмејани лица, патувања, забави, дискотеки и си велите сите имаат некој, освен мене. Гледате и семејство, гледате луѓе кои што се гушнати, кои што имаат некоја семејна вечера. Но, што се случува? Всушност се случува еден парадокс. А тоа е парадоксот дека никогаш не сме имале толку многу пријателства, односно не сме биле толку многу поврзани, а толку многу разделени. Се прават многу истражувања последниве години и она кое што може да се земе како еден генерален заклучок од повеќето истражувања е дека во развиените земји дури до 61% од возрастните се чувствуваат осамено. Најосамена генерација се милениумци и Gen Z, а други студии споделуваат, односно докажуваат дека луѓето кои што поминуваат повеќе од 2 часа дневно на социјални мрежи имаат двоен ризик од доживување на баш она тешка осаменост, длабока осаменост. И доста шокантно е дека буквално постојат веќе и научници и луѓе кои што осаменоста ја прогласуваат за епидемија на јавното здравје, односно споредено со пушење 15 цигари дневно, како влијаат врз здравјето и животниот век. Реалноста е дека сега сме во еден свет каде што лајковите не се допир, сторињата не се разговор, емпатијата не може да се пренесе преку екран и социјалните мрежи ни даваат илузија на друштво, но не ни даваат вистинска близина. И колку пати сте биле, не знам, седнати на маса со друштво, сте скролале заедно на телефонот, меѓутоа заедно, а осамени. И да речем еден пример, не знам, Марија, која што има 28 години, има 1400 пријатели на Инстаграм, секој викенд гледа сториња од друштво, излегувања, свадби и плаче дома сама. Еден ден одлучува, не знам, да направи експеримент, например 30 дена да ги исклучи социјалните мрежи и наместо скролање почнува да оди на некакви часови, да речеме по, не знам, зумба или по, не знам, керамика, да прави некои изработки или да учи, да прави накид. Седно, да прави накид, например. За 3 недели запознава 3 девојки со кои што заедно оди на тој курс за накид и сега секоја сабота може да пијат кафе и заедно да изработуваат накид, па дури почнат да разговараат и за отварање на собствен бизнис. Прв пат по не знам колку години, по 90 години, таа се почувствувала дека некој ја гледа неа, а не само сликите кои што ги објавува и буквално може да биде нејзин, да го нарече нејзин пријател. И ова е многу болно и многу тешко да се прифати, меѓутоа навистина живееме во таков свет. Од друга страна постои една друга поларност, а другата поларност е дека се отуѓуваме и таму, односно и во дигиталниот свет, и во реалниот свет. И ова е многу тешко време, кога најверојатно ќе ни се потребни многу различни начини на кои што ќе можеме да се адаптираме за да го преживееме, односно за да можеме баш некако да го протуркаме и да се научиме како да се носиме со едната осаменост наспроти другата. Зошто го снимам овој подкаст? Некако многу сакав да ставам повеќе слики на мојот Инстаграм профил, да ставам многу повеќе контент, многу повеќе содржина и сватев дека многу ми е тешко да живеам и да сликам, да бидам присутна и да сликам, да некако бидам навистина присутна во секој навието, а при тоа да направам слика и баш испратив на една пријателка слика од пред 2 години и викам ова ни е единствена слика заедно. Секако дека се гледаме многу почесто, меѓутоа ова ни е единствена слика заедно. Се видовме пред 1 месец кога се ветивме дека ќе се сликаме и не се сликавме и едноставно јас не можам да ставам слика затоа што сме заборавиле да се сликаме. И зашто ова го споделувам? Ова го споделувам затоа што некако многу е тешко да се најде тој баланс меѓу да живеам за слика или навистина да бидам присутна во сето она кое што го живеам, односно да можам навистина да некако бидам вклучена тука, а не сите работи ги правам само за некој друг да ги види. Но,
Тоа не значи дека не треба да се слика, тоа не значи дека не треба да бидеме присутни, тоа не значи дека не треба да имаме, особено доколку имате онлайн бизнис, доколку имате доколку имате личен бренд, многу жени кои што имаат личен бренд го слушаат овој подкаст и тоа е веќе на друго место, тоа е веќе дел од професијата каде што дури е потребно да се случи таа адаптација, но за сите оние кои што баш се борат против дигиталната осаменост, би сакала да им споделам неколку практични чекори кои што може да ги поддржат. А тоа се, например, да имате еден ден во неделата без социјална мрежа. И да, ова е многу бла-бла и многу некако сите го зборуваат, но верувате дека многу знаат да помогне кога еден ден свесно ќе се тргнете од социјалните мрежи, затоа што точно ќе имате и прилика да видите од што сте зависни, колку време губите на тоа, колку време во текот на денот ви одземале социјалните мрежи, а реално не ви давале многу. Потоа, пробајте дел од онлайн контактите да ги претворите во реални. Например, ако некој ви е многу драг, поканете го на кафе. Најверојатно дека ќе прифати, а наградата е многу огромна и голема и многу се помоќни средбите во живо доколку може, нели, да ги имате отколку да бидат само на Инстаграм или например на Фејсбук, нели, или на ТикТок и кои се други социјални мрежи постојат. И ќе видите како полека ќе може да видите кои се оние контакти кои што најмногу ми одговараат, кои се оние контакти кои што и онлайн, меѓутоа и во живо може навистина да ми прија, да ми некако делуваат поддржувачки, да можам слободно да се разголам и ваму пред таа личност, односно да бидам ранлива. Потоа, нешто што може многу да поддржи е доколку сте во некаква група која што има заеднички интерес. И ова исто така е нешто кое што мислам дека допрва многу повеќе ќе треба во наводници да се рекламира, односно што сакам тука да кажам, да бидеш во група со заеднички интерес е нешто што е многу природно, но како изминува времето, се помалку и помалку сме влегуваме во групи. И затоа е многу важно, затоа што кога ти си член на некаква група која што има ист интерес, имаш поддршка, имаш мотивација, имаш истоимисленици, имаш луѓе кои што се многу слични на тебе, кои што е многу веројатно да ти станат пријатели. Тоа може да биде хор, тоа може да биде, не знам, планинарска тура, планинарење општо. Тоа може да биде готвење, изработка на накид, волонтирање некакво. Имаме многу места каде што може да се волонтира во Македонија, каде што може да се видиш со луѓето, да се запознаеш со луѓето и да си најдеш твоја дружина. Многу личности се затвараат во себе, велат дека немаат каде да запознаат никој, немаат каде нови луѓе да сретнат и така натаму, но еве, искористете ги социјалните мрежи за да најдете место каде што може, например, да имате секоја сабота планинарска тура, каде што може да имате секоја недела волонтерска тура, некаде каде што може да волонтирате, да носите бесплатна храна, бесплатна облека. Особено овој период од годината има премногу волонтерски акции каде што може да се вклучите, не само да дадете, туку вие да бидете тие кои што ќе носите и околу вас ќе има најмалку 5 лица кои што ќе бидат слични на вас и каде што ќе може баш да се вмрежите, да се дружите и да го имате некој контакт каде што ќе има и допери, гледање во очи, и мирис, и поддршка, и насмевка, и нешто кое што е дефинитивно во живо, а не онлайн. Потоа, колку и да е смешно, бидете ранливи први. Затоа што секој баш на следниот пат кога некој ќе ве праша како си, наместо само добро, кажете му искрено како сте. Па ми требаше некој да не ме праша како сум. Имаш ли 10 минути да поразговараме? Кажете му, не знам, среќно, уморно, осамено, задоволно. Затоа што 99% од луѓето ќе речат да, дека имаат 10 минути, затоа што и тие се осамени, затоа што и нив им треба некој. Да, секако ова не мора да значи дека ќе има време некоја мајка на, не знам, 2-3 мали деца кои што не знае каде е главата, може да ве одбие во наводници да ве одбие, меѓутоа дури не таа нема да ве одбие. Јас секогаш со моите другарки тоа го разговарам како едната дури стана мајка неудобна и ме праша: "Добро, Елена, како секогаш си успевала да ми вратиш? Како секогаш си успевала да ми снимиш, ако ништо друго, аудио подкаст на некој од социјалните мрежи, секогаш да ми вратиш, секогаш да бидеш тука за мене, или ако ништо друго да ми кажеш дека слушај, зафатена сум, не можам сега, ама пример тогаш и тогаш ќе ти се јавам."
затоа што сум ставала приоритет. И тоа ми е нешто многу важно да го нагласам и да го кажам, бидејќи многу често и ова го гледам и многу често личности и ова го пријавуваат. Јас се отварам, станувам ранлива, ги барам другите, меѓутоа другите ме одбиваат. Па сменете ги тие други, затоа што не се сите други такви, не се сите други исклучени, не се сите други не сите други не ги почитуваат другите. И ова ми е многу важно да го донесам, затоа што понекогаш бираме личности околу нас од позиција на стара рана, од позиција на некој кој што можеби не сте биле доволно почитувани, па барате луѓе кои што нема да ве почитуваат. И тоа несвесно води кон насамено, затоа што сте обкружени со личности кои што нема да ви вратат на порака, нема да ви кренат на телефон, нема да ве стават како приоритет, ќе се прават како да не постоите на социјалните мрежи или во живо, буквално ќе ве игнорираат. Тоа е намерно, тоа е целно игнорирање. Не може да ми каже некој дека некого не видел и слично. Добро, може да се случи една објава да не види, ама не се. Може да се случи еден повик да не види на не знам колку недели или месеци, ама не сите. Може да се случи една порака да ја прочитал и да изумил, да ја вратил, ама не постојано. И кога тоа се случува постојано, тоа е намерно. И односно намерно во смисол не ми е гајле, нели, не ми е воопшто, не ме засега таа личност не ми е важна. И тука се случува осаменоста, а морам да споделам дека осаменоста не е знак дека нешто со вас не е во ред, туку е знак дека ви е потребна вистинска поврзаност, вистинска човечка врска, допир, глас, смеење, некој кој што навистина ве сака, кој што ве става како приоритет, затоа што телефонот не може да не прегрне. Но некој во вашата зграда, во вашата улица, во салата за јога, во работилницата за накид и така натаму може. И затоа најдобар лек против осаменост е да се појавите, но од друга страна да се отворите за личности кои што ве ставаат како приоритет, ве сакаат и ве почитуваат. Затоа што само тогаш, само на тоа место ќе може да се случи едно исцелување, а тие личности постојат. Само е многу важно да не ги бирате со старата рана, односно во првиот момент кога ќе видите црвено знаменце, а црвеното знаменце се гледа веднаш. Буквално се гледа веднаш. Значи, само е важно да се вклучи критичкото размислување, ќе видите како многу работи ќе ви се променат, многу луѓе во вашиот живот ќе ви се променат и конечно ќе имате со кого да пиете кафе, да се видите слушнати, а буквално ќе може и да не го пиете тоа кафе една година, а повторно да се чувствувате доволно блиски. Затоа што, зависно тоа во кој период од животот се наоѓате, различна динамика и на средби, и на гледање, и на доживување на самиот живот ќе ви биде потребна. И затоа, прашајте се, можеби кога последен пат се почувствувавте вистински поврзано со некој, не само преку екран, туку лице во лице, и што ве наспречува да го направите тоа повторно оваа недела, и оставате го телефонот, излезете, јавете се на некој, зашто вистинскиот живот почнува и кога ќе се исклучи екранот. Ви благодарам што останавте до крај на оваа кратка епизода. Јас до крајот на годината планирам да снимам неколку епизоди и така некако да заокружам со 100. И затоа снимам кратки, сладки, некои инспирирани во моментот епизоди, но слободно пишете ми доколку имате некоја желба и потреба за да ви снимам епизода на токму на таа тема.